Преку 50 ракометарки кои испише една блескава спортска историја и стварја богата кариера, се собраа повторно во Штип да се видат, да продискутираат и ревелно да одиграат како што тоа некогаш одлично го работеле. А со они веќе јубилејни 20 години, ракометниот пат и животниот пат им го трасира спортскиот педагог Дејан Величков. Почнувајќи веќе, како да кажам, далечно до пред 20 години, пред се прво беше клубот Штипјанка, тогаш почна, Љуботенска е прва и Билјана се во таа екипа, а после тоа продолжи Кожувчанка кога дојде спонзор, скоро 10 години беше спонзор. Мислам дека овие 20 години женскиот ракомет можеби на маркетиншки не бевме толку застапени, но има доста резултати. Значи женскиот ракомет во Штип има голема традиција, доста големи успеси. Пак ќе кажам, ќе ги видите дека од нас произлегува добри, пак ќе кажам, родители. Билјана е тренер во Охрид, Марија се уште активен играч во Струмица, Љуботенска е како во фамилија и факултет имаат сите завршено и мислам дека сум доста радосен на нив и сме постигнале доста многу. Спортот ги сближува младите девојки и преку спортот се изградуваат како корисни граѓани на нашето општество. Генерацијата од 2003-2004 2000-та игравме некаде активно до 2007-2008. Активно играв тука, имам една година во Скопје играно. Емоциите се големи, да се собереме сите тука, среќни, радосни и на ниво на спорт и на ниво на образование имаме успех. Постигнавме, горди сме, надеваме се дека нашите деца ќе ги следат нашите стапки. Ракометниот занат го изучува во Штип, а моментално ги брани боите на тимот на Овчеполево од Свети Николе. Талентот е почна тука во Штип, во Кожувчанка. Сите работи што ги имам научено ми се од Кожувчанка, со тренерот Дејан. Тој ми има помогнато многу да научам да играм ракомет. Дали си размислувал некош дека ќе дојде ден кога со тебе ќе видат и повозрастните ракометарки и како е чувството денес да си покрај нив? Чувството е прекрасно, како што знаеме дека има машкиот ракометен клуб, дека има средба на генерации. И сега кога се враќаме и за женските да имаме средба на генерација, чувството е прекрасно. Значи, се надев дека еден ден ќе дојде до тоа дека ќе има и женскиот клуб, ќе има средба на генерација. Блескавата кариера, кронисана со факултетска диплома и го насочи животниот пат во Охрид, каде што тајните на ракометната игра им ја доловува на играчите во клубот Лихлид. Премногу ми е мило, пошто ова денеска не е само еден ракометен собир, значи се работи за емоции оставени на терен. После 15 години се собираме повторно сите заедно, различно изградени, меѓутоа сепак спортот е тој што не зближува, односно ракометот е тој што не доведе овде. Ова е денеска само почеток, но меѓутоа се надеваме дека ќе остане традиција, значи ќе го практикуваме секоја година да се одржува, се помасовно да биде поорганизирано, со поголем интерес, бидејќи ракометот е број 1 и во Штип, значи години уназад 15 години овој ракометен клуб живее на чело со тренерот Дејан Величков, кој несебично, ентузијастички, значи уште пред 15 години вложи многу во нас да се изградиме како играчи денеска и мене ми е мило што и по толку години јас се уште живеам со ракометот. Значи го негувам ракометот и во Охрид, сум претседател и тренер на ракометниот клуб Лихнит и така и планирам да продолжам и понатаму со ракометот да се занимавам. Значи имате своја ракометна школа, така? Така. Учествувавме со сениорки во првата лига, освоивме прво место, меѓутоа поради финансиски причини не можевме да продолжиме во Суперлига, а сега се надпреваруваме во пионерска и во кадетска лига. Интересна е бројката што кога почнавме имавме 330 членови, а сега имаме околу 50-60 на различна возраст членови. Билјана, колку спортот ти изгради како личност, да дојдеш нова возраст, да ги доживееш овие, би рекол, звездени моменти и да дочекаш да имаш своја ракометна школа? Искрено, бидејќи сум 32 години, а сепак ракометот е активен дел од мојот живот, значи премногу ми помогна во животот, развивајќи ми го колективниот дух, надпреварувачкиот дух, значи покрај тоа што сум
образована личност, доктор на науки, меѓутоа ракометот секогаш остана мојата прва љубов. Со чувство на емоции, со полни срца на ракомет, девојките на Штипјанка, Делта Треите и на Кожувчанка испише една нова штипска страница, со аманет да постане традиција и до година здравје покрај машката да заживее и женската ракометна средба на генерациите.